Bismillahirrahmanirrahim. Слушај го овој пример. Во време на премиер прв на Сингапур. Сингапур е една од најнапредни земји во свет, кој пасоше на прво место за секаде да патуваш. Председател е жена муслиманка покриена со шамија. Никој пат хиджабот и исламот не биле пречка да ти бидеш професор, доктор, примариус, астроном. И жена, ако е покриена, не значи дека е смотана и заостаната. Не е важно шамијата, важно е под шамијата. Не е важна фризурата. Во време на Ли Куан Јау, премиер прв на Сингапур, имал некој голем богаташ во Сингапур. Жена му умрела, едно дете му останала. Оставил едно дете. И тој сите пари, се што имал во живот, за детето го инвестирал. Образование, куќа, школа, све. Детето завршило факултет, се оженило, му се родила внучиња и овој голем бизнисмен од преголема љубов кон внучиња, целиот имот му го пропишува на детето, на син му. Све што има, му го пропишува на синот. И доаѓа еден ден до расправа меѓу свекорот и снаата и синот го зема и го тера од куќа. А овој све му пропишал нему, го тера на улица. И тој бил принуден да проси на улица. Замисли човек бизнисмен со пари, со се, препишеш све на дете, детете шутне и ти останеш на улица. Катастрофа. И некој негов деловен партнер го гледа на улица, проси, му се доближува до него, гледа пријател. Вишува пријателе ти, вака и вака, ајде кај мене дома. Го зема дома, го храни. Ка што е работела со тебе вака? Си паднал нова дереđe од бизнисмен, од куќи, од се, на улица да просиш и му кажува цела случка. Ка мистера син и сна, се им препишав, остана без ништо. Вика, овој случај го пријавува кај председател Ли Куан Јау и во новини го пишувало во Сингапур. Овој премиер го повикува на синот снаата и вели вака, гледа овој збор е голем збор. Не му доликува на Сингапур да има неблагодарни деца. Да има ваков срам на Сингапур, не му доликува. Како ми штелеме, нам не ни доликува на муслимани да просиме. Нам не ни доликува на муслимани да бидеме зависни. Нам не ни доликува на муслимани да бидеме манипулатори. Да бидеме далаверџи. Не ни доликува. Пошто ми имаме најчиста вера. Најкултурна вера. Не му доликува на Сингапур да има неблагодарни деца. Му наредува на правник имотот што го препишал да му се врати се на таткото. Се 200 надвор. И го сменил закон да не смее родител додека е жив да му го препиша целиот имот на дете. Зошто? Бидејќи тогаш родителите несвесни ќе останат на улица. Што денеска немаме ние машала деца, освен малку. Машала деца кои имаат грижа за татко и за мајка, кој ги боли, бидејќи кој ќе му дојде дома жена, деца, и тој ги фрля во ауд родители. Зошто? Бидејќи нам ни е потребен столбот на општеството. Столб дирек. Ти можеш да правиш колкава сакаш градба. Ако дирекот не е стабилен, не е јак, куќата, мајката, тори му пепел на све.